Почитуван министер за одбрана господин Владо Мисајловски, почитуван државен секретар, почитувани активни генерали, почитувани пензионирани генерали, почитувани представници од Министерството за одбрана и Генералштабот, почитувани градоначалници од зоната на одговорност, почитувани представници на воено-дипломатскиот кор, почитувани представници на медиумите, почитувани припадници на командата за обука и доктрини, дами и господи. Ми представува особена чест и задоволство да ви се обратам по повод денот на командата за обука и доктрини. Ден кој има суштинско значење во историскиот континуитет на изградбата, развојот и јакнењето на борбената готовност на нашата армија. Денес одбележуваме 34 години од моментот кога со приемот на првиот регрут во 1992 година во гарнизонот во Охрид започна реализацијата на вековниот стремеж создавање собствена, суверена и способна армија. Овој настан не представуваше само почеток во организацијска смисла, туку иницијација на комплексен и долгорочен процес. Процес кој подразбираше развој на систем за генерирање, подготовка и одржување на човечкиот потенцијал, како клучен носител на борбената готовност и оперативноста на вооружените сили. Во тој контекст, командата за обука и доктрини представува централна институционална алка пред се во процесот на планирање, координација и реализација на индивидуалната и колективната обука. Дополнително, оваа команда е директно одговорна за развојот, имплементацијата и верификацијата на доктриналните решенија кои што се во функција на унапредување на вкупните воени способности на армијата. Почитувани припадници на командата за обука и доктрини, вашата мисија ја надминува рамката на класичната обука. Вие спроведувате трансформација на цивилниот потенцијал во високо обучен, дисциплиниран и вредносно профилиран воен кадар, способен за извршување на задачи во сложени и динамични оперативни средини. Преку систематизиран пристап кон едукацијата, вие создавате лидери на сите нивоа на командување, изградени врз принципите на професионализам и лојалност кон уставниот поредок и државните интереси. Резултатите што ги постигнавте во изминатиот период представуваат јасна потврда за високиот степен на професионална компетентност, организацијска зрелост и институционална посветеност. Реализацијата на основната и специализираната обука, развојот на подофицерскиот кор како столб на единиците, поддршката на образовниот процес на питомците, јазичната подготовка како предуслов за интероперабилност, како и имплементацијата на современите трендови во војната едукација, представуваат клучни сегменти во процесот на градење на оперативните способности. Посебно ја истакнувам вашата улога во развојот на доктринарните и нормативните рамки, усогласени со националните стратешки документи и НАТО стандардите, со што се обезбедува единство во командувањето и конзистентност во извршувањето на задачите. Капацитетите за обука со кои располагате представуваат значаен ресурс, овозможувајќи реализација на комплексни обуки, посебно во делот на копнените операции. Токму таа реалистичност во обуката е предуслов за постигнување на високо ниво на подготвеност и ефективност на единиците. Почитувани припадници на командата за обука и доктрини, пред вас се задачи од исклучително значење за понатамошниот развој на армијата. Подготовката на армискиот полигон Криволак за престојната вежба Блесок 26 представува ваша клучна активност во процесот на валидација на декларираните способности, особено во контекст на достигнување на целосна оперативна готовност на лесната пешадиска баталјонска група. Истовремено, реализацијата на основната обука на новопримените професионални војници, како и имплементацијата на планот за развој и одржување на АП Криволак представуваат задачи кои бараат високо ниво на организација, координација и лидерство. Вашиот придонос во развојот на капацитетите за воен кадар е од стратешко значење за одржливоста и долгорочниот развој на армијата. Особено значаен е и фактот дека армијата ужива високо ниво на доверба кај граѓаните, што представува највисока форма на признание за нејзината професионалност и посветеност. Таа доверба е резултат на континуирана, доследна